Би сакал да ви информирам дека денеска се постигна договор за изборниот законник. Сета енергија која што ја вложивме целото време, многу аргументи, имаше и нервозни моменти, имаше и непријатни моменти, но договорот е постигнат за изборниот законник, што значи уште еден чекор во исполнување на договореното помеѓу четирите политички партии. Со тој договор се постигнува, се обезбедуваат услови за одржување на предвремените избори на 24 април 2016 година. Би сакал да ви информирам дека денешното повлекување на СДСМ го разбираме како повторена веќе повеќе пати тактика на таа партија, секогаш кога ќе има одреден прогрес во разговорите и секогаш кога ќе се исполнуваат условите за одржување на предвременни избори, тие да бараат причини, да бараат изговор за да се повлечат, односно да го исполнат своето сценарио, да ги одложат или да не се одржат предвремените избори. Луѓето очигледно имаат проблем со поддршката од граѓаните, имаат проблем внатре во својата партија и бараат начин како сето ова кое што е договорено веќе помеѓу четирите партии, вклучително изборниот законник кој што денеска го затворивме, да не заврши со предвремени избори, знаејќи дека ќе ги изгубат тие избори. Ако имате прашања за одредени детали од изборниот законник, ви стоам на располагање. Ако по тоа обвинување они подразбираат ова денеска што се случи верувам дека и тоа ви е прашањето. Да, би сакал да потенцирам дека ВМРО-ДПМН стои зад договорот од 2 јуни и 15 јули, дека ние ефективно, многу јасно, со своите гласови дадовме поддршка на законот за специјалниот обвинител, дадовме поддршка со нашите гласови за изборот на господјата Јанева и продолжуваме да даваме поддршка за нејзината работа. Околу дилемите кои што се појавија денеска околу изборот целосен или нецелосен на предложените кандидати од нејзин, ние немаме што дополнително да коментираме заради тоа што постои закон и постојат надлежни институции, најмалку е работа на политичките партии да даваат коментари околу тоа. Ако ви значи вас како одговор, ние стоиме зад законот, стоиме зад господјата Јанева и даваме поддршка на нејзината работа. Нема што да се скрие, треба да се завршат сите состојби во државата и да дојдеме до предвремени избори 2016. Околу изборниот законник би сакал да ви информирам дека, како што кажав, беше напорно, многу време потрошивме, многу енергија, можеби и дел од критиките заради одолговлекувањето од ваша страна, од новинарите, држава место, но резултатот се надевам на задоволство на сите четири партии. Се договоривме диаспората да има своји пратеници. Тие ќе се бираат на пропорционален модел, како и во Македонија, односно ќе има една изборна единица во која што ќе се бираат 3 пратеници со потребен минимум на гласови, колку што и во Македонија, некаде околу 6000 и нешто гласови, за да се избере еден пратеник, но ќе се бираат сите 3 на една листа. Околу другите прашања, ако имате детали, би ви одговорив помалку. Изборниот модел останува ист со 6 изборни единици со по 20 пратеници. Финансирањето на политичките партии, она што неколку медиуми се видува денеска да спинуваат, е решено прашање уште пред една недела. Значи, максималниот праг кој што ќе може политичките партии да го искористат за финансирање на изборната кампања е 110 денари, но тука би сакал да потенцирам дека досега во историјата на Македонија ниту една партија не го искористила тој максимум и ова прашање беше затворено пред една недела. Значи, апсолутно не беше тема на дискусии во последната недела. Значи, она што е најактуелно е законот за справување со незаконските материјали и законот за укажувачите или на англиски whistleblowers. Тие два закони треба да се донесат до 20. Тоа е прифатено од сите политички партии, иако СДСМ го негираше на почетокот. Таква согласност дадоа внатре на разговорите директно нивниот генерален секретар господин Оливер Спасовски, значи зборам за двата закони. До 20 треба да се промени законот за влада, за да може да се изберат оние нови дополнителни заменици министри, да се изберат тие неколку, да се решат тие неколку кадровски прашања.
Ние сме тука спремни за разговори, се надеваме дека и сите други политички партии ќе се спремни да обстојат на идејата да се спроведе договорот и да се одржат, како што ќе кажам по пети пат, да се одржат претворените парламентарни избори на 24. За двете прашања, значи оној дел кој што ги тангира медиумите е поврзан со изборите, исто така регулиран со изборниот законник. Генерално остануваат повеќе или помалку истите одредби како што беше и до сега во делот со медиумите, а во врска со ДИК во одредени случаеви ќе може во насока на заштита на интересите на заедниците, на немнозинските заедници. По претходно барање, ДИК наместо со апсолутно, кое што е генерално правило, значи генерално правило за гласање во ДИК е апсолутно мнозинство, но по барање заради заштита на интересите на немнозинските заедници, ќе може да, односно ќе има обврска ДИК да гласа консензуално. Ако не донесе ДИК одлука, заради неможноста да се постигне консензус, тогаш надлежен за таквата одлука си преминува по логиката на нештото управниот суд, како што и беше исто така утврдено, управниот суд на Република Македонија. Тоа е околу ДИК, тоа е околу медиумите. Други прашања? Избирачкиот список, ние имавме изјава, Антонио Милошевски имаше под неколку дена изјава. СДСМ се откаже од нивното барање за активна регистрација. Ставот на ВМРО-ДПМН беше дека избирачкиот список и таков каков што е денеска ги исполнува стандардите за одржување на фер и легитимни избори, но понудивме опција до сите три политички партии било каков предлог кој што ќе усогласат и кој што ќе значи зголемување на нивната доверба во изборниот процес, односно во избирачкиот список, за нас се прифатли заради тоа што наистина нема што да се крие, што на крај се докаже со откажувањето на СДСМ од активната регистрација. Нивните тврдења дека изборите не биле фер и не биле легитимни заради не знам колку илјадници луѓе запишани во избирачкиот список, сами си ја негираа со повлекување од тој предлог. Идејата која што ќе биде дел од изборното законодавство е да се компарираат сите датабази во државата, значи се она што може да се искористи, дали е тоа од центрите за социјални грижи, од Министерство за образование, односно од школите, од Управа за јавни приходи, од Катастар, регистарот од Министерство за внатрешни работи, издадени лични карти, издадени пасоши, значи сите вакви датабази ќе се искомбинираат, ќе се проверат доколку некоја личност ја нема на тој список, тогаш ќе се поведе веројатно некоја специјална постапка. Инаку генерално според таква регулатива која што поставивме избирачкиот список, по моје лично очекување дека горе-доле ќе остане и во својот квантитет и во својот квалитет ист.